Почитуван председател, почитуван мандатар, почитувани кандидати за министри, почитувани колеги, почитувана јавност и почитувана колешке Мизрахи. Значи, јас ќе ви внимателно го слушав вашиот говор и секогаш внимателно ве следам. Ќе ви реплицирам околу два моменти. Кога велите и кога зборувате за идентитет. Значи, бевме фирум и нашиот македонски јазик не беше признаен. Бевме изолирана, поделена и заробена држава, а денеска сме пријатели со сите. Вие со хунзите и антиквизацијата го загрозивте нашиот идентитет. ВМРО-ДПМН е најмалку повикана да зборува за идентитетот, посебно затоа што ликот и делото на еден од најголемите великани, Блаже Коневски, го нарековте џуџето од Небрегово. За 11 години на криминално владење, ВМРО-ДПМН не направи ништо за заштита и унапредување на македонскиот јазик. Напротив, 11 години работеше за всадување на измислен антички идентитет, газејки врскоските на преродбениците, просветителите и кодификаторите на македонскиот јазик, само затоа што македонскиот јазик е дел од групата на словенски јазици. Навредите кон Коневски, политички мотивирана лустрација за Славко Јаневски, пропагањето на бројни лекторати по македонски јазик низ Европа се дел од примерите како ВМРО-ДПМН се грижи за македонскиот јазик. Денес исто така како опозиција ширите лажни вести дека македонскиот јазик и идентитет ќе бидат избришани. И уште еден момент што го спомнавте кога зборувавте за аферите рекет, мафија 1, мафија 2, мафија 3. Не ги спомнавте судските процеси кои се водат за Титаник, Талир, Моќник, Империја, Плацеви на Водно, предмети за истрагата Моќник и не ги спомнавте и криминалните набавки на кинеските автобуси вредни 4,7 милиони евра. Благодарам.